Да ги погледнеме најавите за денешните настани. Охрид исполнет со празнична атмосфера и бројни гости. Нека 2026 биде година на нови надежи, стабилност и лични успеси, порача градоначалникот Пецаков. Засилени контроли на државниот пазарен инспекторат, привремено затворени 26 угостителски објекти. Од денеска започнува зимскиот распуст за учениците. Светот почна да ја дочекува новата 2026 година. Со дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме сончево и студено време со мала до умерена локална облачност. Дуваше засилен северен ветер. Минималната температура изнесуваше минус 4 степени Целзиусови, а максималната дневна 1 степен Целзиусов. Во Охрид утре времето ќе биде сончево и студено со умерен ветер од југозападен правец. Минималната температура ќе изнесува минус 9 степени Целзиусови, а максималната дневна ќе достигне 2 степени. Во Македонија утре во утринските часови ќе превладува ведро и студено време, а во текот на денот претежно сончево, но студено време. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од југозападен правец. Минималните температури во Македонија утре ќе се движат во интервал од минус 13 до минус 5 степени, а максималните дневни ќе изнесуваат од минус 1 до 6 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Жито Маркети. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид исполнет со празнична атмосфера и бројни гости. Хотелските капацитети се исполнети до 85%, а приватното сместување речиси 100%. Како се подготвува главниот туристички центар за новогодишната ноќ и каква е атмосферата во градот, ќе ни пренесе колешката Сонја Рилковска. Во Охрид се чувствува празничната магија, весело, раздвижено. Пристигнаа илјадници туристи кои новата година ќе ја дочекаат на брегот на Охридското езеро. Забележително е присуството на гости од соседните земји, но најбројни и оваа година се туристите од Србија. Дел од нив ќе слават на градскиот плоштад, дел во охридските хотели и ресторани, а младите ќе се забавуваат во ноќните клубови и дискотеки. Хотелите се исполнети, капацитетите се исполнети негде до 85%. Поголемиот број на гости се од соседството, да кажем, од Република Србија, наши гости, локалци. Не можеме да кажеме дека имаме гости од европските земји во голем број. Ги има, не дека ги нема, меѓутоа се од помал број. Се надевам дека овие празници ќе поминат во убав ред, дека градот ќе има добра понуда и дека сите гости кои што ќе го посетат градот ќе имаат убав помин во Охрид. За дел од туристите Охрид е ново доживување, за други омилена празнична дестинација во која се враќаат, но впечатокот е ист, градот плени со својата убавина. Охрид е прелеп. Охрид е преубав, луѓето се прекрасни, а храната одлична. Македонија има посебна душа и секогаш ни е убаво тука. Well, unfortunately we are not from Не сме прв пат за нова година тука, но секогаш ни се допаѓа атмосферата. Искрено морам да вам кажем Искрено доаѓаме веќе 6-7 години. Цените се малку покачени како и на секаде во Европа, но тоа не спречува да доаѓаме. Да, Охрид е јако популарна дестинација. Охрид е многу популарна дестинација. Дојдовме преку агенција и цените се прифатливи. Јас сум први пат овде. Прв пат сме тука, сакаме да го видиме езерото и да го разгледаме градот. Фантастичен, преубав, Охрид ни е преубав. Не само што може да се носи, туку мислам дека сме и на врвот. Па ја први пат долазим. Прв пат сум овде и засега многу ми се допаѓа. Ќе останеме 4 дена. Многу ни харесува и пак ще. Многу ни се допаѓа. Сигурно ќе дојдеме повторно, на лето. За безбедноста на бројните гости, Охридската полиција изготви посебен оперативен план. Она што е главна цел на овој план е дека треба да остане стабилен јавниот ред и мир за време на новогодишните празници. Контактите исто така се остварени и со приватните агенции за обезбедување, а се планирани позачестени контроли и со собствениците на угостителските објекти. Целта е заеднички да се придонесе новогодишните празници да поминат во безпрекорен јавен ред и мир, да нема нарушување на јавниот ред и мир, имотните деликти да бидат сведени на можен минимум или да бидат целосно елиминирани. Илјадници гости вечерва ќе бидат на плоштадот Свети Климент Охридски, а за празничната атмосфера ќе се погрижат Владко Лозановски, Евто Пупиновски и Ѓуко Таневски. Нека 2026 биде година на нови надежи, стабилност и лични успеси. Година во која ќе преовладуваат човечноста и меѓусебната почит, порача градоначалникот Кирил Пецаков во новогодишната честитка до граѓаните. Драги сограѓани, мои пријатели, во овие свечени и радосни моменти, кога испраќаме старата и ја пречекуваме новата 2026 година, ми представува особено задоволство да ви се обратам со искрени честитки и најубави желби. Најнапред, посакувам новата година да донесе добро здравје, мир и семејна среќа во секој дом. Нека 2026 биде година на нови надежи, стабилност и лични успеси, година во која ќе преовладуваат човечноста и меѓусебната почит. Кога си посакуваме се најубаво во новата, треба да се потсетиме на се што ни донесе изминатата 2025 година. Таа беше патоказ кој ни покажа дека заедништвото, довербата и посветеноста се темелите врз кои можеме да градиме посигурна и поуспешна иднина. Заедно избравме да чекориме по патот на стабилноста и развојот, а вашата енергија и поддршка се најголемата сила што не води напред. Во наредните 12 месеци, секој ден нека ви биде исполнат со насмевки, спокој и љубов. Да ги цениме малите,
но исклучително важни радости што го прават животот посебен. Времето поминато со најблиските, искрените разговори со пријателите, заедничките мигови и настаните што не зближуваат како заедница. Ви посакувам срекни и берикет на нова година, да продолжиме заедно да создаваме со доверба и љубов за овој прекрасен град. При засилени контроли на државниот пазарен инспекторат, привремено затворени 26 угостителски објекти во земјава. Од инспекторатот велат дека инспекциите ќе продолжат и за време на празниците. 26 угостителски објекти добија привремена забрана за вршење дејност при засилените инспекциски надзори што државниот пазарен инспекторат ги изврши во текот на месецов на територијата на целата држава. Надзорите се извршени за да се утврди дали се почитуваат одредбите од Законот за угостителска дејност и Законот за заштита од пушењето. Во текот на декември извршени се 542 инспекциски надзори, од кои 269 надзори врз основа на Законот за угостителска дејност и 273 надзори врз основа на Законот за заштита од пушењето. При извршените инспекциски надзори, кај дел од правните субјекти беа утврдени неправилности согласно законските одредби, издадени се 96 прекршочни платни налози во износ од 2,8 милиони денари. Како резултат на утврдените прекршоци изречени се и 26 мерки при времена забрана за вршење на дејност, информираат од Државниот пазарен инспекторат. Оттаму додаваат дека ќе продолжат со спроведување на инспекциските надзори во наредниот период за време на празниците со цел заштита на јавниот интерес на граѓаните. Од денеска започнува зимскиот распуст за учениците од основните и средните училишта. Денеска започнува зимскиот распуст за 250.000 основци и средношколци во земјава. Учениците на настава во второто полугодие треба да се вратат на 20 јануари. Наставниците и професорите имаат обврска да ги пополнат оценките во електронскиот дневник за постигнатиот успех во првото полугодие. Министерката Весна Јаневска кажа дека од оваа година започнува етапно воведување електронски свидетелства, најпрво за учениците од прво до трето оделение, а следните учебни години и за повисоките оделенија. Крајната цел е целосно укинување на хартијата, при што училиштата сами ќе ги повлекуваат потребните податоци за упис, кажа Јаневска. Министерката најави дека во 2026 година ќе продолжат инвестициите во образованието. Предвиден е поголем буџет за наука, 166 инфраструктурни проекти, ширење на едносменската настава во која досега се вклучени околу 200 училишта, а матурантите на крајот на оваа учебна година ќе полагаат државна матура по нов концепт, кој е целосно приспособен на видот на образованието, гимназиско, стручно или уметничко што го завршуваат, кажа Јаневска. Општина Вевчан информира дека нема да се склучува договори со физички лица кои вршат продажба на храна и пијалоци и кои вршат трговија за време на карневалските денови од 12 до 14 јануари. За продажба на храна и пијалоци и за вршење трговија, општина Вевчани ќе склучува договори само со правни лица. Општина Вевчани ги известува сите заинтересирани страни за поставување на штандови на територијата на општината за време на карневалските денови од 12 до 14 јануари, дека согласно добиеното известување од страна на УЈП и информацијски разговор со Агенцијата за храна и ветеринарство, општина Вевчани ќе склучува договори за времено користење на површина за поставување на урбана опрема, привремен објект, штанд и слично со правни лица и физички лица вршители на дејност и тоа под следните услови. Правните лица и самостојните вршители на дејност се должни за секоја локација да регистрираат посебна деловна единица во Централен регистар и да обезбедат фискален апарат за секое продажно место. За секој извршен промет да издаваат фискална сметка, на видно место да постават соопштение за обврската на купувачот да бара фискална сметка, во книгата за дневни финансиски извештаи да го евидентираат остварениот промет за секоја фискална каса.
Договор за времено користење на површини за поставување на урбана опрема може да се склучи со физички лица кои вршат дејност од времен карактер и кои вршат продажба на сопствено изработени рачни ракотворби. Физичките лица имаат обврска да поднесат барање за паушално оданочување со данок на личен доход пред да отпочнат да вршат дејност до надлежната даночна канцеларија на УЈП за да добијат решение за паушално оданочување, информира градоначалникот Спасе Кочовски. Секое правно лице кој ќе склучи договор потребно е да поднесе барање до Агенцијата за храна и ветеринарство за отварање на подружница, за што подетално може да добијат информации во Канцеларијата за Агенцијата за храна и ветеринарство во Струга. За секое непочитување на насоките и препораките добиени од страна на УЈП и Агенцијата за храна и ветеринарство, секое правно лице и физичко лице вршител на дејност самостојно ќе одговара согласно законските прописи. Над 50% од домашниот буџет на македонските домаќинства во текот на оваа година биле наменети исклучиво за храна и за пијалаци. Најновите податоци од статистичкиот годишник 2025 на Државниот завод за статистика откриваат дека најголема сума од семејниот буџет оди на месо и тоа претежно живина, а најмалку на трпезата на едно просечно семејство има риба. Над 50% од домашниот буџет на едно просечно македонско домаќинство во текот на оваа година биле наменети исклучиво за храна и за пијалоци. Според податоците од статистичкиот годишник 2025 на Државниот завод за статистика, за храна и безалкохолни пијалоци, едно семејство годинава просечно потрошило 2600 евра, од вкупно 5300 евра буџет неопходен за задоволување на најосновните потреби. Втората највисока ставка се режиските трошоци, станарина, вода, струја, гас и други горива, при што расположливиот фонд за целата година бил 10.600 евра. Според статистиката, најголема сума од семејниот буџет оди на месо и тоа најмногу се купувала живина, 45,6 кг годишно, пошто следува свинското месо со 23,6 кг. Најмалку на трпезата имало риба, додека пак јагнешкото е речиси отсутно со помалку од половина килограм на годишно ниво. Според потрошените средства следува млекото, млечните производи и јајцата. Од млечните производи едно просечно семејство најмногу конзумирало јогурт и кисело млеко 76,2 кг годишно, свежо млеко 73,4 литри, а сирење годишно се јадело по 32 кг. Доколку се анализира според количината на прехранбениот продукт, а не според вредноста, најзастапени во исхраната се лебот и компирите, па така просечно домаќинство консумирало дури 172,3 кг леб и 64 кг компир годишно. Во текот на една година едно семејство просечно за зеленчук троши 21.373 денари, за овошје 9.932 денари, додека за шеќер и чоколади по 7.409 денари. Од зеленчук најмногу се јаделе домати и пиперки во количина од по околу 30 кг во текот на годината. Кај овошјето најмногу се конзумирало јужното овошје и тоа 70,2 кг, далеку пред јаболката со 31,4 кг. Кога станува збор за пијалоците, безалкохолните доминираат со испиени 181,6 литри и за тоа се трошеле по 6.293 денари во годината. Кај алкохолот најмногу се пиело пиво, 28,6 литри годишно, а вино само 4,6 литри. Просечно семејство годинава трошело 14.285 денари за тутун, а за кафе, чај и какао потрошило 4.950 денари. Во текот на годината, македонските семејства се заблажиле во просек со 22,7 кг чоколада и кекси. Овие податоци се добиени преку анкетата за потрошувачката на домаќинствата, која опфатила 5040 домаќинства ширум државата. Спречен обид за нелегално тргување со пиротехнички средства, запленети над 40.000 парчиња петарди и огномети, поднесена кривична пријава против едно лице.
Во акција на мобилен царински тим на Царинската управа запленети се 40.872 парчиња пиротехнички средства, петарди и огномети, ризични по здравјето на граѓаните. Поведена е кривична постапка против сторителот македонски државјанин од Гостивар, при што поднесена е кривична пријава за неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје и со експлозивни материи, казниво според кривичниот законник. Делото е откриено на граничниот премин Блаце при преглед на возило со швајцарски регистарски таблички. При претресот царинските инспектори од мобилниот тим забележале дека задните седишта се спуштени напред, при што целиот тој простор и багажникот од автомобилот биле исполнети со пиротехнички средства. Во текот на истрагата е утврдено дека сторителот ги набавил нелегалните распрскувачки материи од Приштина и истите сакал противзаконски да ги внесе во Македонија, информираат од Царинската управа. Оттаму нагласуваат дека употребата на нелегални пиротехнички средства представуваат сериозна закана по безбедноста и здравјето на граѓаните, особено најмалите. Додаваат дека управата и понатаму ќе продолжи со засилени контроли и координирани активности со надлежните институции со цел спречување на нелегалната трговија и заштита на јавната безбедност. Светот почна да ја дочекува новата 2026 година. Светот почна да ја дочекува новата 2026 година. Пацифичката држава Кирибати, односно Божикниот остров, кој е дел од оваа тихоокеанска држава, како и вообичаено е првото место кое ја дочека новата година, во 11 часот по македонско време, со што официјално започна глобалниот влез во 2026 година. Бидејќи има 39 различни временски зони на целата планета и требаат 26 часа за да влезе во новата година. По Кирибати, следен во редот за влез во новата година е Нов Зеланд, па Австралија, Источна Азија, Јапонија и Јужна Кореја, потоа следува Кина и Југоисточна Азија, Индија, Западна Азија, па Европа и потоа Америка. Последното населено место е Американска Самоа, а ненаселениот американски остров Бејкер е последното место каде што ќе пристигне новата година. На Кирибати тогаш веќе ќе биде 2 јануари. Почитувани гледачи, ова беше се во последното издание на Дневникот на ТВМ за оваа година. Среќна нова година ви посакува тимот на ТВМ телевизија. Останете со нашата празнична програма и имајте убава вечер. Пријатно!